Во делот на следните чекори, првенствено за денеска е закажана седница на извршниот одбор на партијата и на кој што ќе се разговараат и следните чекори. Секако очекувам да се потврди Јован Митревски како решение за председател на Собранието. Во делот на кога се очекува да се избере, согласно со роковите се очекува крајот на јануари, односно 28 јануари еден од роковите каде што ќе треба да стапи во функција и техничкиот премиер и од тука очекувам во истиот период да се влезе во процес на избирање на председател на Собранието. Во делот на прашањето што доколку ДПМН одлучи да не учествува во техничката влада, тоа би било уште едно барање на алиби за изборниот пораз, деструктивните политики на ДПМН, блокадите, обидите да се закочи државата, обидите да се закочи Собранието, ги гледаме години наназад. ДПМН друго и не знае, бидејќи нема никаква друга понуда за граѓаните, како што досега не успеа ваквите обиди на ДПМН, така нема да успеат и овој пат. Нема да дозволиме да најде алиби мицкоски за изборните порази кои што му престојат и самиот е свесен дека и на претседателските и на парламентарните избори ќе доживее огромен пораз.